Биткоин падна до $80,600, продолжувајќи неделната загуба над 10%. Месечната корекција достигна 23%, најголем пад од јули 2022 година. Овој пад го натера биткоин да ја тестира 100 Week EMA за прв пат од октомври 2023 година, токму на почетокот на сегашниот булран. Фјучерс ликвидациите на биткоин надминаа $1 милијарда, што го прави овој пад најбрз досега. Вкупната криптопазарна капитализација падна од 4,2 билиони на 2,8 билиони долари или 30% од октомври. Фондовите за дигитални средства бележат рекордни одливи, $2 милијарди неделно, најголеми од февруари. Биткоин учествува со 1,4 милијарди, а Етериум со $689 милиони. Просечниот дневен одлив како дел од Assets Under Management достигнаа рекорд, намалувајќи го вкупниот АУМ на $191 милијарда, што е пад од 27% од октомври. ETF-ите остануваат негативни, со BlackRock Spot ETF што се приближува кон својот најголем неделен одлив досега, околу $1,17 милијарди. Овој притисок е нормален структурен пат без знаци на недостиг на ликвидност или сериозни проблеми. NFCI, индексот за национални финансиски услови, се наоѓа на минус 0,52 и продолжува да опаѓа. Историски секој пат од 0,10 поени често претходел на 15 до 20% раст на биткоин. Federal Reserve планира да премести дел од своите хипотетички хартии во US Treasury Bills, што создава дополнителна ликвидност на пазарот и потенцијално поддржува рејли за биткоин. И покрај најбрзиот bear market, пазарот може да се подготвува за позитивен крај на годината. Инвеститорите треба да ги следат макроусловите, да бидат дисциплинирани и да управуваат со ризикот. Доколку ви се допадна ова видео, не заборавајте да кликнете лайк и да се претплатите на нашиот канал.